Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојде и во денешното издание на емисијата Фактор здравје. Темата која што утрово ја обработуваме е синдром на полицистични јајници. Станува збор за едно од најчестите хормонални нарушувања кај жените во репродуктивниот период, состојба која влијае не само на менструалниот циклус и плодноста, туку и на целокупното здравје на жената, односно може и постои ризик од бројни метаболни заболувања кои што може да се појават доколку навреме не се диагностицира и соодветно навреме не се третира. Кои се причините, симптомите и како со соодветен третман и промена во животниот стил да се држи под контрола оваа состојба. На оваа тема утрово разговараме со доктор Павлина Коруновска, специјалист гинеколог акушер од приватната здравствена установа Коруновски МВР. Добро утро, доктор Павлина, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, Билјана. Добро утро до сите гледачи што ја следат емисијата. Се надевам дека ќе добијат многу корисни информации од нас и ќе останат до крај со емисијата и секако со утринското кафе. Така, токму за оваа состојба и овој синдром за кој што многу се зборува, ама не знам колку доволно знаеме, па затоа сме овде, нели, да ги подобјасниме во детали сите работи. Минатиот месец беше посветен на подигнување на свесноста за синдромот на полицистични јајници. Зошто треба повеќе да зборуваме за оваа состојба? Да, така е, така и добивме идеја, нели, секако и за темата во емисијата и за одредени работилници што ги имавме ние гинеколозите во овој изминатиот месец, бидејќи септември месец е и месец за подигнување на свеста за кај жените за полицистичен оваријален синдром и тоа секако се прават овие работилници, се прават емисии за подигнување на свеста за жените да доаѓаат на прегледи, бидејќи се смета дека во 70% од овие состојби не е диагностициран полицистичен оваријален синдром, а го има. Така, а знае да направи многу големи компликации, е една од најголемите причини за неплодност. Прво од тоа почнуваме, па потоа и останатите така, кои што може да се јават кај жените. Една, од причините за неплодност, значи најчеста причина кај жени во репродуктивна возраст за неплодност се уствари полицистични овариуми, полицистичен оваријален синдром се случува во 40% од случаите и пациентките кај нас гинеколозите најчесто од таа причина се јавуваат за преглед. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со темата. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, а во исто време секако само да ве потсетам дека можете да се јавите, да учествувате во емисијата со вашите прашања, за да добиете совети и препорака за проблемот. За синдромот на полицистични јајници утрово разговараме со доктор Павлина Коруновска, специјалист гинеколог акушер од ПЗУ Коруновски МВР. Доктор Павлина, ајде сега на почеток, што е синдром на полицистични јајници како едно од најчестите ендокрини нарушувања кај жените во репродуктивниот период? Така е, синдром на полицистични јајници представува ендокрино-метаболно нарушување, најчесто ендокрино нарушување кај жените во репродуктивната возраст. Овој синдром се карактеризира со зголемено лачење на инсулин, со нарушување на менструалниот циклус и со појава на акни по кожата и овие се трите симптоми заради кои што пациентката, девојчето, жената доаѓа на преглед дали кај нас гинеколозите или кај ендокринолог или пак кај кожен лекар, зависно од симптомите кои што прво ќе се појават. Овој синдром е познат уште од 1935 година, кога двајца научници Стейн и Левентал ги увиделе овие симптоми кај жените и утврдиле дека се работи за полицистичен оваријален синдром, по тоа што имале зголемено ниво на инсулин, зголемено ниво на машки хормони, нарушување на менструалниот циклус и зголемена влакнавост или хирозутизам се вика тоа. И уште во почетокот на 20 век е откриен како Стейн-Левенталов синдром. Така, тогаш значи го опишале, така и го откриле врз основа на овие критериуми кои што ги споменавте. Колку се знаело тогаш, колку се знае денес за оваријалниот полицистичен синдром? Денеска се знае многу повеќе за полицистичен оваријален синдром и се знае, како што кажавме, дека е едно од најчестите ендокринолошки нарушувања кај жените во репродуктивната возраст и една од најчестите причини зашто жената доаѓа или на дерматолог или на гинеколог, бидејќи први знаци ќе се појават поготово кај младите девојчиња уште во пубертетот се појавуваат тие акни
Друго, едно од знаците исто така е и дебелината, обезитетот кај девојчињата, што значи дека имаме веќе сите забележуваме дека имаме и промени заради исхраната и заради недоволна физичка активност кај децата, и затоа треба да ги стимулираме здраво да се хранат, нели, да имаат некоја одредена физичка активност. Понатаму влакнавост се јавува на места каде што немаме толку изразена влакнавост како на грбот, под пазувите, најчесто на лицето, на делот овдека под брадата, и исто така акните се еден од симптомите кои што мислам дека најмногу им пречат на младите девојчиња, заради тоа одат прво кај дерматовенеролог, кај кожен лекар. Тоа се работите кои им пречат, а нередовноста во циклусот некако се навикнуваат и знаат да речат јас на 2 месеци имам циклус или на 3 месеци, едноставно таков ми е циклусот, така, меѓутоа и тука има веќе некаков проблем заради кој треба да се обратат на гинеколог. Така е, имаме пациентки кои што, например, кога ќе дојдат на редовен гинеколошки преглед, ќе кажат јас добивам на 3 месеци, ама мене така ми е цел живот тоа. Тие се навикнати на тоа, но не треба тоа да биде така. Значи менструалниот циклус треба да се случува на 21 до најмногу 35 дена. Значи тоа е интервалот меѓу кој што може жената да добие следен менструален циклус. Затоа не треба да биде ни на 2 недели, не треба ни да биде на 3 месеци. И заради тоа и тоа треба да им биде причина на жените за да дојдат на гинеколошки преглед. Така, веќе имаме и гледач на линија, да го вклучиме и да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Имам едно прашање, се работи во врска со мојата черка и... Така, само ќе ве замолам малку погласно за да можеме убаво да ве слушнеме. Ајде, повелете. Сакам да прашам за мојата черка, има 19 години. Исто и се јавува акни на лицето, на прегледи се открени полицистични јајници, менструалниот циклус е во глобала редовен, ама може да е во годината 2 пати до 3 да не добија. Значи пак не е редовен, ама не е толку нередовен. Не е дебела, има физичка активност, само пролактинови беше покачен на испитување. Така, добро, веќе имате направено одредени исследувања. Треба дополнително нешто, доктор Пале, да се... Да, сега пролактинот бил зголемен на испитувањето. Ви благодариме, еве сега веднаш ќе слушнете. Да, сега ќе ја објасниме на пациентката. Значи, прво треба да се види зошто е пролактинот покачен. Може да се даде терапија ако е многу покачен, но пролактинот е хормон што се зголемува нивото во крвта под дејство на стрес. Значи, ако девојчето имало испит или ако имало некој тест во училиште или некој стрес акутен во моментот, може пролактинот да се покачи и тоа не значи дека ќе има проблем со пролактинот цело време. Најдобро е да се провери уште еднашка па да се види дали ќе треба да се даде терапија. Иначе се дава терапија да се намали нивото на пролактинот. После тоа да се проверат повторно хормоните, хормоналниот статус на 3ти ден од циклус кај девојчето. Не значи дека ќе има некое пореметување, да речеме, но да се направи малку проширен хормонален статус, да се провери инсулинот, да се проверат машките хормони и да се направи тест за скриен шекер. Е поволно во овие состојби и исто така ултразвук за да се види, како што кажа мајката, слушнав дека е утврдено полицистични јајници на ехо. И сега, пошто се работи за девојче на 19 годишна возраст, треба да се размисли за начините на третман, кои што после ќе ги кажеме, и постојат сега и некои нови препарати кои што се на природна база, кои што може да се дадат и ќе има подобрување, но претходно треба да се направи едно покомплетно испитување на хормоналниот статус. Се следи добро состојбата, ако се почне со соодветна терапија, проблемот се решава, така и никакви проблеми понатаму, нели, не би се појавувале? Да, некаде се смета дека кај 90% од жените би успеале со терапија доколку е диагностицирано на време и е ординирана таа терапија која што треба да се даде. Така, сега, доктор Павлина, што се полицистични јајници, што е синдром на полицистични јајници се кога ние ќе правиме гинеколозите ултразвук и на ултразвук ќе установиме дека јајниците изгледаат полицистично. Односно, на ехо кога ќе видиме дека имаме наредени фоликули, мали фоликули кои што не растат повеќе од 10 мм по кората на јајникот, опишани се како бисерен гердан, тоа викаме дека на ехо изгледаат дека се полицистични јајниците. А полицистичен оваријален синдром е веќе ендокринолошко и метаболно нарушување кога
се нарушуваат и хормоните, се зголемува инсулинот, па понатаму доведува тој до покачување на шекерот во крвта и се случуваат одредени метаболни нарушувања. Ова е тоа што го објаснувавте како Ова е на ултразвук, според тие ротердамски критериуми, како ние ги гледаме овариумите, јајниците на ехо и доколку ги видиме, еве ги на слики, се гледаат како изгледаат како многу мали фоликули и немаме, кај овие јајници немаме овулација. Тоа сакам да го објаснам и на девојчињата и на жените да знаат како се одвива еден нормален менструален циклус. Значи, кога жената добива менструација, тоа е прв ден од циклус и нели има менструално крварење до кај 5-тиот, 7-миот ден од циклус и за една недела од завршување на крварењето, значи на кај 13-14 ден треба на јајниците еден од овие мали фоликули да порасне и да има диаметар од 2 сантими, 20 милиметри. И тој тогаш прска и во тој момент се случува овулација, односно плодни денови, и од тој фоликул излегува јајцеклетка која што во тие денови може да биде оплодена доколку жената има сексуален однос незаштитен и да дојде до бременост. Затоа ги викаме плодни денови. После тоа, тој фоликул што прснал на јајникот се претвара во жолто тело и излачува прогестерон, што е многу важно кај овој полицистичен оваријален синдром, бидејќи во таа втората фаза од циклусот, кај полицистични јајници, бидејќи немало овулација, нема ни зголемување на прогестеронот. Така, не се случува. Да. И заради тоа на девојчињата што имаат полицистични јајници им доцни циклусот. Најчесто добиваат на кај 35 до 40 дена и секако тоа треба да се изрегулира. Така да. Имаме и следно јавување. Добро утро и за вас, повелете. Повторно се јавувам јас. Во врска со тоа да кажам дека инсулинска резистенција е испитана, се е испитано, значи нема ништо, освен пролактинот што беше покачен. Да, имаше испити што полагаше, ама некако ме фаќа страф она што го читам. Да. Не ми е јасно. Така, да. Ајде уште еднаш само кратко што на природна терапија таблети. Добре. Сега како се вика, не ми текнува, сега и ни други зема. Добро, нека продолжи тие да ги пие, не се плашете, нека си прави редовни контроли, еве на 6 месеци да се прави ехо и да се следат циклусите. Тоа е најважно, да гледа на колку денови ќе добива. Ако си добива во тој интервал некаде до кај 35 дена, не е ништо страшно, не се плашете. Така. Редовните контроли. И пролактинот секако да се провери повторно и ако е покачен, треба и тој да се даде терапија за да се намали. Така, да. Секогаш кога се случуваат некакви промени, така, загриженоста е оправдана. Меѓутоа, со редовните контроли, така, ќе се исклучат сите сомнежи. Со редовни контроли и секако да си го почитува тие здрави навики, значи здраво да се храни, да си има физичка активност, да не јаде благо, тесто, такви работи. Тоа е еден здрав начин на живот и нема што да се плашите, нема ништо да се случи. Така, да. Во поглед на причините и ризик факторите. Што? Да. Тука би споменале. За ризик факторите ќе кажеме прво дека има, како и кај секоја болест, постојат генетски предиспозиции и надворешни влијанија. Имаме жени, девојчиња кои што ќе ни кажат дека и мајката или сестрата имала полицистични јајници и тие секако се под зголемен ризик, но кај овој синдром многу се поважни надворешните влијанија, затоа што со нездрав начин на исхрана, со недоволна физичка активност, сите знаеме дека доаѓа до обезитет, односно дебелина. Таа дебелина самата по себе носи ризик за инсулинска резистенција, која што е многу важна да ја напоменеме кај овој синдром, бидејќи кога има инсулинска резистенција, имаме неможност на клетките, рецепторите на клетките не се поврзуваат со инсулинот и нема како да се складира гликозата од крвта во клетките. И сега таа инсулинска резистенција доколку трае подолго и панкреасот кој што го лачи инсулинот може да се измори, да се намали неговиот капацитет и да лачи помалку инсулин и во тој случај доаѓа до зголемување на шеќерот во крвта, односно тоа е преддиабетична состојба и понатаму кога ќе поминат години ќе дојде до диабетес мелитус тип 2, односно шеќерна болест. Затоа овие пациентки треба да ги тестираме и со тест за скриен шеќер, доколку видиме ние на ехо полицистични јајници, треба да им направиме хормонален статус, да направиме орален гликоза толеранс тест,
односно тест за скриен шеќер и да го провериме инсулинот, бидејќи тие пациентки освен што имаат ризик да добијат дијабет, имаат ризик и да добијат безалкохолна масна болест на црниот дроб, што е еден ентитет кој што се добива заради нарушување на хормоните и затоа треба да го спречиме за да не дојде до оваа состојба. Така, и кога се прават тие лабораториски проверки, забележувате и некои од овие покачени вредности дури и кај млади девојки, така? Тоа во дијагнозата, значи ние кога ќе направиме ултразвучен преглед и ќе се посомневаме на ултразвук дека јајникот е полицистичен, треба да направиме дополнителни испитувања кај пациентката. Прво и анамнезата, таа што ни ја кажува дали има нели нарушување на циклусот, ја гледаме на изглед, значи си кажува и самата дали има зголемена влакнавост, акни и така натаму. Може да нема никој од овие проблеми, но секако доколку се увиди на ехо таков тип на овариум, треба се направи еден хормонален статус на трети ден од циклус. Најчесто го правиме, бидејќи тогаш ние гледаме во првата фаза од циклусот дали се лачат хормоните во нормални количини. Освен основните хормони гинеколошки кои што ги испитуваме, најдобро е да се направи и пролактин, да се проверат и тироидните хормони за да исклучиме дали има проблеми со тироидната жлезда или пак со пролактинот и понатаму да се провери инсулинот, да се направи овој орален гликоза толеранс тест, тестот за скриен шеќер, да се направат машките хормони, андростендион, тестостерон, кои што може да бидат благо покачени во оваа состојба, секако естрогените кои што кај полицистични јајници може да се во нормала, може да се нешто покачени, но не се над граница. И во втората фаза од циклусот е многу важно на 21 ден од циклус. Најчесто се провери прогестеронот. Кај овие јајници прогестеронот ќе биде низок. И сите тие фактори кои ќе ги собереме, пациентката ја викаме да дојде со резултати за да заклучиме дали се работи за ваков полицистичен оваријален синдром. Ние како гинеколози ќе дадеме терапија, нели тоа што треба, но доколку состојбата трае, треба и консултација со ендокринолог. Тука зошто е важен интердисциплинарен пристап и посебно соработката со ендокринолог на работилницата која што организиравте пред брзо време, така, во вашата ординација, каде што комплетно беше обработена оваа тема за оваријален полицистичен синдром. Имавте комуникација и со ендокринолози со кои многу е важна заедничката соработка, па гинекологот ќе успее да го прати на ендокринолог или ендокринологот така ќе ја препрати пациентката на гинеколог. Така е, минатата недела во нашата ординација се одржа една работилница меѓу гинеколози и ендокринолози и мене посебно ми беше драго што имавме и ендокринолог за да можеме да поразговараме со докторката за овие проблеми, бидејќи ние Тоа беше доктор Катерина Адамова, која што ни е и наша редовна и честа гостинка. Ја гледав и ја поздравуваме и сега. Многу ми беше мило што дојде докторката за да ги разјасниме некои работи помеѓу нас гинеколозите и ендокринолозите, затоа што ние како матични гинеколози работиме и многу тешко наоѓаме термин за тие жени кои што треба да ги упатиме. Па некако со докторката се договоривме да имаме комуникација за полесна соработка со неа и да можеме да испратиме случаи кои што нели секако на побрзо ваша добра волја и желба така да им се помогне. Барем побрзо да го изодат си од тој пат кога треба да се закажуваат прегледи и термини. Кога гледаме дека не помага нашата терапија, ние мораме да се консултираме со ендокринолог. Така да за поздравување тоа што почнуваме со некоја соработка. Јас викам, тука кај овие пациентки имаме интердисциплинарен пристап. Треба ние, гинеколозите, ендокринолозите и дерматовенеролозите да соработуваме. Така, Имаме повторно јавување. Добро утро, повелете. Докторката. Ви благодариме. Се најубаво, попријатна докторка немаме. Така, и лесно, убаво и едноставно објаснето сето ова што го слушаме. Велика. Поздрав, се најубаво. Така, сакавте само да упатите поздрав. Конкретно прашање? Немате, предпоставува. Во ред, ви благодариме, останете и понатаму наш редовен гледач. Симптомите помалку или повеќе ги поспомнавме, зашто најчесто заради тие состојби, така рековме, акните, влакнатоста и заради што друго ќе се обратат на гинеколог или има некогаш ситуации кога доаѓаат велат доктор ќе сакам да направам хормонален статус, а не направиле претходно гинеколошки преглед. Зошто е важно се да биде опфатено? Така, ги набрам прво и симптомите, бидејќи сите не ги кажавме. Најчесто
најчесто нарушување на менструалниот циклус е симптом за кој што пациентките доаѓаат кај нас гинеколозите. Нарушување на менструалниот циклус се јавува во 40% од случаите. Како што кажа мајката на девојчето, вика дека претежно и се добри циклусите, може 2-3 месеци да и доцни. И сега повеќето кажавме дека од жените си мислат дека и тоа е нормално и затоа може да не се јават на преглед. Понатаму имаме акни, појава на акни во 50% од случаите, хирзотизам или зголемена влакнавост исто во 60% од случаите, и тоа се симптоми за кои што одат на кожен лекар. И ни се случува на нас да дојдат пациентки кои што не биле воопшто на преглед или биле може пред 3 години, сега доаѓаат и велат мене ми треба упат за хормонален статус. Секако тоа следува ние да го дадеме тој упат за хормонален статус, но прво треба да ја прегледаме пациентката. Јас секогаш им викам зашто ќе ви биде хормоналниот статус и нели вие ќе си го видите, но не значи ништо доколку не се направи преглед и доколку не се соберат сите овие испитувања за да дојдеме до точна дијагноза. Понатаму имаме симптоми од типот нели тие кожни промени, акантозис нигрикан се случува една темна боја на кожата под пазувите, на интертригенозните регии и така натаму. И исто така честа причина за која што кај нас се јавуваат најмногу од пациентките е инфертилитет. Значи инфертилитет се јавува во 40% од овие жени кои што имаат полицистични јајници, но жената може до тогаш и да не дојде на преглед заради нарушување на циклусот и да дојде кога веќе ќе почне да пробува да забремени и поминало година дена и гледаат дека не оди нешто и тогаш доаѓаат најчесто за да се советуваат со нас и за преглед. Така да сакам да им кажам на пациентките да не се плашат, не е тоа нешто страшно и дека тие никогаш не можат да забременат, затоа што ете така си читаат по интернет или слушаат од ваму, од таму, дека многу е страшно и дека нема шанси за бременост доколку имаат полицистични јајници. Не е тоа така. Направени се и студии и е увидено дека овие пациентки кои имаат полицистични јајници доколку се третираат, во 90% од нив се постигнала бременост. Така да. Следува уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Павлина, велиме и покрај сите очигледни симптоми, честотата на застапеност, сепак во 70% на светско ниво жените остануваат недиагностицирани, а го имаат оваријалниот полицистичен синдром. Опасноста и ризикот од компликации не се лесни и едноставни, не само гинеколошки, односно репродуктивни, туку и метаболни компликации. Така е. За жал, ете тоа е статистика направена од Светската здравствена организација, дека во 70% овој синдром останува недиагностициран. За жал, при тоа што сега во ова време имаме многу добри ултразвучни апарати, има достапност голема до матичните гинеколози, поготово за жените, и затоа еве ги поттикнуваме, ги повикуваме да дојдат на преглед и да нема и тие да лесни и едноставни испитувања, така да, се не е применуваат. ништо страшно, не се инвазивни методи, ништо не боли, да не се плашат, само да дојдат на преглед и покрај тоа што тие сметаат дека е се во ред, да дојдат да ни кажат, па ние ќе процениме нели што треба да се направи. Сега околу компликациите од овој синдром постојат 3 типа на компликации. Првите се гинеколошки, метаболни и секако компликации во бременост. Значи, гинеколошките компликации горе-доле ги кажавме, тоа се дисфункционални крварења, односно нарушувања во менструалниот циклус, менструалните крварења, и хормоналниот статус нели исто така е нарушен и секако заради овие нарушувања може да дојде со текот на годините и до карцином на ендометриум, односно карцином на телото на матката, бидејќи овие жени се изложени на вишок на естрогени хормони. Тоа мораме да го кажеме, сега не е за плашење да го кажуваме дека ќе се случи, но се под нешто зголемен ризик. Да. Понатаму од метаболните компликации исто кажавме дека обезитет, дебелината, таа дебелина доведува до инсулинска резистенција и хиперинсулинемија, зголемен инсулин во крвта, тоа доведува до зголемен шекер во крвта или хипергликемија и сето тоа доведува до диабетес мелитус тип 2, шекерна болест, и исто така заради ендотелијалните нарушувања на крвните садови доаѓа до зголемен крвен притисок, хипертензија и до кардиоваскуларни
кардиоваскуларни болести и до сите компликации од кардиоваскуларните заболувања. Тоа се едни системски состојби, болести кои што може да дојдат кај жените кои што имаат полицистичен оваријален синдром, односно тие се под зголемен ризик да ги развијат овие заболувања. И последните се тие што јас најчесто внимавам кај нашите бремени пациентки, дали имале претходно полицистични јајници, секогаш уште во почетна бременост ги прашуваме за да знаеме какви испитувања треба да направиме од почетокот на бременоста. Бремените пациентки доколку имале претходно полицистични јајници кои што не се третирани, потоа обезитет, дебелина, зголемен инсулин во крвта и така натаму, прво нели кажавме имаат проблеми за забременување, но доколку за бремената оваа состојба нели не се излечила, не почнале со некој здрав начин на живот и така натаму, може да доведе до одредени компликации, секако на прво место диабет во бременост. Имаме гестацијски диабетес за кој што имаме скрининг за сите бремени пациентки, ние правиме тест за скриен шекер од 24 до 28 гестацијска недела, но кај овие пациентки кои што претходно имале полицистичен оваријален синдром, треба да се направи рано во бременоста, уште на почетокот за да откриеме и бидејќи кога веќе имаме ние причина да ги советуваме да не внесуваат благо тесто, да не внесуваат шекери, тогаш повеќе ќе не слушаат и ќе прифатат нели совети, а вака цело време може, ама ајде и не мора нели ќе се прогледа. Може и ќе поминеме и така. Може и така ќе се помине. Понатаму втората компликација во бременост која што може да се јави заради нарушувањата на крвните садови при оваа хиперинсулинемија, тоа е прееклампсија, една состојба за која што ние во нашата ординација правиме скрининг. Јас се лиценцирав на светско ниво во Фондацијата за фетална медицина за скрининг за прееклампсија и го правиме по сите врвни стандарди за да откриеме. Кај сите жени се прави, но овие жени ни се за 2 до 3 пати под зголемен ризик за прееклампсија и кога ќе го направиме скринингот, треба да видиме доколку се под зголемен ризик да дадеме терапија, се дава аспирин. И тоа се компликациите, исто така компликации заради дебелината, потешко движење на жените, отоци на нозете и сите компликации од покачен крвен притисок се јавуваат и во бременоста. Така, добро е кога ќе се земат во предвид сите овие работи, кога ќе се контролираат, за се да поминува онака како што е посакувано и треба. Имаме повторно јавување. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Убав ден и на докторката и вас. Ви благодариме. Едно прашање да не може да поставам. Секако може, повелете. Јас сум 56 годишна жена. Пред 5 години извадена ми е матката и јајниците. И ме интересира дали треба да правам контрола исто кој што си правев еднаш годишно или нема потреба. Само тоа е. Сега бидете само на линија да ве прашам зошто се извадени матката и јајниците, што беше дијагнозата? Имав цин-3. Добро. Првин се правев на грлото на матката, после 3 години ми ги извадија и двата јајници и матката. Да. Заради цин-3 или имаше уште нешто на телото на матката? Не, ради цин-3. Добро. Секако вие сте... Ви благодариме. Вие сте под зголемен ризик затоа што цин-3 кога сте имале, тоа значи дека сте имали и ХПВ, тоа се добива од ХПВ вирусот и заради тоа треба секако да правите се уште пап тестови во првите 3 години после операцијата на 6 месеци, понатаму на 1 година. Значи кај вас контролите до 65 години да си бидат на 1 година и со пап тест и со ултразвучен преглед. Секако немате гинеколошки органи, но треба да се погледне малата карлица, да нема некои туморозни формации или некој излив, на 1 година да се одите на преглед. Така, да. Убав совет упатен до нашата гледачка. Во поглед на терапијата, откако веќе ќе се постави дијагнозата, споменавме и за ризиците и за компликациите. Од што зависи како ќе биде текот на терапијата? Возраста на жената, приоритетите нејзини, желби, се земали во предвид сето тоа? Така е, значи постојат 3 начини на третман, ние викаме, во зависност од желбите на пациентката. Првиот начин е кога пациентката не планира бременост, а има полицистичен оваријален синдром. Во овој случај убаво би било да се дадат орални контрацептиви, бидејќи тие спречуваат бременост, но тоа се хормони. Ама некако многу не ги сакаме тие. Тоа се хормони и јас не кажувам дека се тие нешто лоши, значи доколку се дадат
дадат од доктор гинеколог кој што претходно ќе направи соодветни испитувања пред таа терапија, не се воопшто опасни, но пациентките многу тешко ги прифаќаат и после објаснување и зборување можеби и 20 минути цел преглед, тие следниот преглед ќе речат доктор, јас не го пиев тоа, го пиев само ова што е природно. Така да убаво би било да се даде затоа што тие ќе ги заштитат од бременост, зашто велиме овие пациентки не планираат сега бременост. Ние покрај оралните контрацептиви предлагаме и терапија на природна база. Во поново време имаме и препарати кои што се викаат инозитоли, миоинозитоли, во последно време и понов е дехиромиоинозитолот кој што придонесува за намалување на инсулинската резистенција и е сосема природен лек, тој го прифаќаат девојчињата и навистина имаме големи успеси со тоа, зашто ќе се намали таа хиперинсулинемија, инсулинска резистенција, па тоа доведува и до слабење, се намалува и килограми со тоа, но не е тоа лек за дебелината. За намалување, така. Да. И кога ќе се намали веќе таа хиперинсулинемија, инсулинска резистенција, веќе тој метаболен синдром, жената, јас им викам, треба само да почнете и да се тргнете од кругот. Они се во еден зачаран круг и цело време тоа се повторува. Немаат некој здрав начин на исхрана, повеќе тесто, благо шеќери, понатаму немаат физичка активност и се мрзливи, некако не можат да почнат. Јас секогаш им викам, почнете прво од едно, еве почнете со исхрана и почнете да вежбате. И кога ќе се тргнат од кругот и помошта наша со терапија, тогаш ќе имаме успех. Иначе ние за џабе ќе даваме терапија доколку пациентката не се придржува на овој здрав начин на живота. Тоа за секоја болест ни е основа, значи за тоа е превентивата. Да. Така да терапијата кај овие пациентки кои што не планираат бременост ни е тоа. Од овие природни препарати да им дадеме за намалување на хиперинсулинемијата и исто така орални контрацептиви доколку прифатат. И имаме успех, се додека некои девојчиња си ги пијат, прифаќаат, поготово девојчињава што студираат во странство и што доаѓаат тука на контроли, таму е поразвиена свеста, вика сите пијат и моите цимерки, моите другарки си пијат, претежно и за заштита од бременост. Понатаму, вториот начин на третман е кај пациентки што имаат полицистичен оваријален синдром и планираат бременост. Тие што планираат бременост, не им даваме контрацепција, требало претходно нели да си примаат, а сега веќе да ги прекинат контрацептивите и во такви ситуации побрзо доаѓа до бременост. Кај некои што пиеле ќе прекинат и во првите месеци имаме често забременување зашто ениците се навикнати поправилно да работат. И им даваме некоја стимулација, имаме и лекови за стимулација на овулација, значи да се создадат повеќе јајцеклетки и плюс исто така доаѓаат во предвид овие природни лекови бидејќи се направени студии дека тие го подобруваат квалитетот на јајцеклетките и го намалуваат оксидативниот стрес. И тоа е основата, ние треба кога ќе имаме овулација да имаме и квалитетна јајцеклетка. И третиот начин на третман е кај пациентки што се во постапка на инвитро, секако планираат бременоста, имаат полицистични јајници, тие пациентки се со стимулација нели си одат во центрите за инвитро, но исто така кај овие е убаво да се даде од овие инозитолите за подобрување на квалитетот на јајцеклетките. И се ќе биде онака како што треба со следење. Во текот на самата емисија споменавме колку е важен и животниот стил, промената на животниот стил, сите оние работи кои што треба да ги практикуваат, бидејќи сме на крајот на емисијата, само да потенцираме дека за да биде успешна терапијата која што вие ординирате гинеколозите, треба да се направат и промени во стилот на живење. Нели дека тоа мора да го прават. Ние не можеме да им даваме диети, пошто ние сме гинеколози, но секако да имаат исхрана без шеќер и балансиран начин на исхрана и да се придржуваат кон физичка активност. И кога тоа ќе го почнат, ќе се навикнат и после тоа ќе им фали, ќе имат грижа на себе зашто не извежбале. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам, Билјана. Поздрав до сите гледачи. Секако ќе имаме и следна прилика да обработуваме и други теми од областа на гинекологијата, а пред да ја одјавам и емисијата, само една информација, почитувани гледачи, дека Битола доби своја прва регионална очна болница, Систина очна болница, Бај Промедика офталмологија. Од вчера жителите на целиот Пелагониски регион имаат пристап до врвна офталмолошка хирургија и нега блиску до својот дом. Поречи си една деценија
години е успешна работа, дијагностичкиот центар Систина офталмологија Битола прераснува во болница. Дел од единствената и најголема очна групација во Македонија со 3 болници и 4 дијагностички центри. Систина офталмологија и Промедика офталмологија се лидери во офталмологијата, препознатливи по врвната технологија и тимот од најдобри офталмолози со долгогодишно искуство. Сега таа експертиза се пренесува во Битола, каде тим од врвни хирурзи, офталмолози ќе обезбедуваат највисоко ниво на офталмолошка грижа за пациентите во срцето на Пелагонија, се за пациентите она што веќе долги години го прават Систина офталмологија и Промедика офталмологија. Со оваа информација го заокружувам и ова денешно издание на Фактор здравје. Ви благодарам за вниманието, имајте убав и пријатен ден.